Што е најтешко кога си свој газда? Успех е кога ќе си ги видам производите низ гративе. Како Да, вака, да. Не се пофали дека ти се од 5 до 2. Да, ја дечки, овие ми се од ЦЕФИ. Што црташ глупости, ќе ти давам ја пари да го завршиш проектов или нешто од тој фазон. Не е баш туку така Дајде си изградил бренд и никнал од... Сакам да и бренд ќе отворам, да. Кој ти беше твојот прв производ? Поклон за мајка ми правев бет со Девид Бови, Леле, што не многу можев cute. да најдам нигде. И буквално реакцијата и беше како, не знам, авион да сум ја купила. Кога не размислуваш за тоа, не постои валјда. Пошто I like it. Дечки, не размислувајте, ништо игнорирајте си ги проблемите, не постојат, Буквално. ќе успеете. Буквално. Влагам внатре, Дукенов, значи хаос. Буквално класичен македонски подрум беше со јаболки, со точаци, со Леле, гајби, со стварно? столици, со све. И јас само влегов внатре и си реков, тоа е тоа. Луѓето што нарачуваат кај мене го знаат мојот стил и генерално знаат што очекуваат и не може да бараат нешто што е, не знам, диаметрално Да, out различно of од the мојот blue. стил. Мојот мозок не размислува на опција Б, пошто за мене Дечки, не постои- размислувајте. Не размислувајте стварно. Кој совет би им го дала на млади креативци во Македонија? Да не си одат од Македонија. Ако сакаат да почнат нешто свое. Здраво на сите, добре дојдовте во NU Academy подкаст. Јас сум Јана Андреевска, денеска сме тука со Цефи. Стефанија, a.k.a. Цефи. Како си ти денеска на овој прекрасен облачен ден? Супер сум, не ми менја времето, пошто ќе си поминеме супер. Да, Овие- тука ќе си поминеме супер, ама веќе јас се депресирам секој ден од сабајле на мајка ми, викам не можам, веќе сакам сонце, веќе умирам, сакам, не можам. Тоа секако да, тоа фиксно, мислам дека ќе се преродиме сите во март, али имаме уште малце време. Уште До малце, март. не, приеска имам часови и одеднаш само гледам малце сонце и онака сум као, леле, хепи, омага, кидам после тоа, ќе имам подкаст, everything is great, има сонце и само онака И облачно сум траеше као, 2 окей. секунди. Буквално траеше 2 секунди. Anyway, да почнеме прво со нашите прашања. Прво прашање за тебе. Што би сакала да бидеш кога ќе пораснеш и што си сакала да бидеш кога ќе пораснеш? Да пораснам. Односно, кој бил твојот сон како мало дете? Искрено немав некој гранда сонови кога бев мала, едино веќе кога завршував основно знаев дека сакам нешто со уметност да учам. Али нели кај нас старото добро познато правило од уметноста нема пари и Да. завршив на архитектонски, мислам не пошто има пари на архитектонски, него ми беше втората опција, опција, да. И знаев дека само тоа сакам да го учам, значи архитектура или немаше втора опција, немаше опција да не ме примат на архитектонски, бев као ова и ништо друго, пошто стварно не знам што ќе правев ако не ме примаа. И после тоа, да, бев убедена онака дека ќе бидам архитект, стварно премногу сакав факултетот општа архитектура и све тоа, али се деси 5 до 12 во меѓувреме и Да. 5 до 12 почнав додека студирав негде втора, мислам нека бев, така нешто. Добро. И веќе Значи, колку години си имала веќе тука? 21 вајда? Nice, Да. very nice, искрено. 21. Млад предприемач. Да. Не, иначе тогаш не очекував дека ќе се деси се ова со Да, 5 до 12, фала Богу. буквално ми беше само хоби. Мислам, така го третирав јас и до пред неколку години, се додека не се свестив дека actually не е веќе хоби, него дека Да, е буквално. сериозна работа. Али да, додека бев на факултет, почнав со 5 до 12 како хоби да се занимавам, пошто само факултет постоеше за мене во животот. Да. Целото време на светот го трошев на факултет и сето тоа, не дека бев првенец на генерација, ама пак добро. едноставно захтевен факултетот. И буквално онака ми требаше вентил на страна од факултетот, малце таа друга креативност да ја испробам. И више после, не знам, година и пол додека бев на факултет, веќе бев четврта. Морав да одлучам што ќе правам, зашто факултетот е презахтевен, 5 до 12 почува да станува актуелно и да се разработува онака, иако тогаш само од дома работев, само Инстаграм беше периодот. Да.
и реков не го оставам 5 до 12, нема шанс. Чекај, Инстаграм периодот, ова да не било нешто 2020 период. Да, па 2021 го отворив дуќанот, така што до 21 Значи веќе било на Инстаграм да, се да. 3 години бев сам, мислам, си работев само онлайн. Онака лабав сайт хасл као. Да, сайт хасл, добро. Да. Кул. Да. Многу, не знам, интересна приказна. Баш за тоа сакава те прашам поише околу како ти се родила таа идеја за името за 5 до 12, зашо баш така се вика. Мислам дека и реално со самава приказна што ја кажа и името веќе почува да прави смисла, ама ако има некоја друга причина. Има прича позади името и секад се смееме со другарка ми Калина, пошто она беше главната приказна за ова, дека у секој можен муабет ја спомнувам, ама реално давам кредит и recognition тамо кај што треба да се дадат. Иначе со Калина, која што ми е другарка од факултет и работевме заедно сите проекти што требаше да се работат партнерски, она ми беше за сите можни проекти. Да. И бевме онака најболе склопена комбинација ја е она, пошто многу добро си функциониравме и двете бевме онака last minute за ствари цело време. И многу се смеевме дека ако случајно кога ќе завршиме факултет и имаме студио заедно, архитектонско биро, дека ќе се вика 5 до 12, зашто имаме многу причи такви кај што ништо не се дешава, некоја фрка или не знам, и на крај последен момент буквално предаваме проект макета, не знам, нешто такво, па на крај ни завршува макетата на изложба, не знам, имавме на приказна таква, работива макета попладнево, не знам, на кај 5-6 ја работива на факултет, требаше сабајлето од 9 да се предава. И ние гледаме си, планиравме дека имаме уште 3-4 сати максимум работа. Макетата ја правевме до сабајлето до 9 саат и буквално директно, пошто на факултет ја работевме и само влеговме кабинет брзински онака да ни затворат или нешто, пошто имаше одредено време од кога до кога можеш да ја предадеш и буквално летање у кабинет ја оставаме макетата и требаше да чекаме нешто како уште саат време за да ги оценат и да си ги земеме. Отидовме да ја земеме макетата и ни вика асистентката како шо барате вие две тука и ние бевме како да си ја земеме макетата и ни вика па на изложба кида вашата и онака како знаеш малце ноншалантни тука демек. Океј, не ја правевме до пред 5 минути, ама многу реду. И да, многу такви јаки причи. И така уствари се деси, пошто смишкиве за 5 до 12 за последен момент и сето тоа. И ако веќе почнав да работам, нели, со 5 до 12, мислам кога ми беше веќе смислено што ќе работам, ама уште името не го имав размислено и ми текна на цела прича со 5 до 12 и реков на Калина, извини, ама јас морам да го присвојам имево, така да има кредит Калина. Она како ви беше реакцијата на неа? Топ онака, мислам, да. Поддржа од старт, пошто со неа стално правевме муабет онака додека си работевме, кога ќе кажам нешто, ја сакам нешто да почнам да цртам, да работам, и онака, да бе, слуша, не, и така, не знам, имам поддршка од сите околу мене генерално. Баш кул. Значи ти ми кажа дека веќе си била 4-та година на факс и си сакала, мислам, нели си се бирала помеѓу што да работиш, значи кој ти беше моментот кога свати дека може ова стварно да биде сериозен бизнис, како личеше тој момент за тебе? Зашо види, не е тоа толку лесна одлука, ајде сега ќе ми текне ова, ќе го направам, зашо јас сум таква со одлуки, буквално ужас, значи. Не, јас прилично носам импулсивни одлуки, ама се импулсивни до негде, ама пак интуитивни, пошто имам моменти кај што стварно сум скептична за ствари, ако можеби у моментот ќе ми делува на некоја прејака идеја, ама ако сум скептик го сечам одма, зашто најчесто ги осеќам работите, не знам, или за соработки некакви, или што ги да, ако имам добро чувство, знам дека тоа е тоа и дека сакам да го направам. За 5 до 12 деси тоа, као не знам, баш ми беше ризично со факултетот, пошто одстранував секакви муабети, завршив го факултетот, од дома, од не знам, мајка ми единствено беше човекот кој што од старт ништо не ми прокоментира. Мислам, нормално и она имаше некои моменти такви за факултетот, ама која виде мојата љубов кон ова и дека сум ептено онака
згната што буквално, да, и некако прекина да ме форсира на некој начин на тоа, него сакаше да ме остави да си ја следам пасијата и да ваljda да види што ќе се деси од ова. Али да, имало коментари такви, архитектура, остави, што црташ, глупости правиш, такви неки муабети, али некако сите тие муабети ме натераа да го направам ова што, као буквално ме бутна да стигнам до некој ниво, као ваljda да си докажам на себе дека не се во право. Дека можеш, и да им докажам да. на нив и не знам така. Значи, ти на некој начин си се справила со тие коментари кај што да речам те фатило инат и си рекла окей, I'm gonna prove you wrong now. Јака, леле, тоа е баш cool. Јас сум баш човек што некогаш ми влијаат коментари, not gonna lie, и понекогаш... Ама негативни коментари може многу добро да направат. Може многу добро, ама зависи каков човек си. Јас сум малку така посензитивна и некогаш или ќе ме направат, ќе ме фати инат и онака ќе им кажам okay, I will prove you wrong, или некогаш онака ќе ме направат многу емоционална, па може некогаш ќе ми се смени мислењето и мислам млада сум, се уште работам на тоа, али... Ама нема врска тоа, секако дека ќе те погоди во моментот, ако не те погоди нема да превземеш ништо, пошто во моментот нема ти да се осетиш кај супер коментар, фала ти сега. Се згазам, не знам, као јас сум имала такви коментари кај што сум добила таков некој коментар што црташ глупости од тоа фамилија. И тој момент го памтам многу добро, кај што требаше нешто да направам, да нацртам нешто поврзано со архитектура за дома, нешто требаше. И ја не можев да го направам тоа, прво затоа што имав многу работа и второ затоа што веќе некое време не работев со архитектура и не се осеќав спремна да го завршам тоа што го бара од мене. И буквално добив коментар као што црташ глупости, ќе ти давам ја пари да го завршиш проектов или нешто тој фазон. И буквално тоа така ме срони, така се утепав од плачење, ама тогаш стварно онака буквално ме погоди премногу и во моментот си реков сега од тука ова ако не ме натера да направам нешто сериозно и да докажам дека не се ни глупости ова, дека не треба да ме потценуваат и сите тие ствари, дека можам да си го истерам тоа што сум си го замислила, пошто знаев дека сакам да го направам. И затоа ти викам, такви некои коментари што во моментот не ми влијале најдобро, ама сум сакала кога сум ги искористила контра тоа. Не, па, искрено можам малку, мислам, кајде и се гледам во таа твоја ситуација, затоа што ја, например, понатаму сакам да идам мултимедија и, нели, тоа графички дизајн, видео едитинг, сите тие глупости. Сега, знаеш, актуелно е AI, демек дали се ќе превземе AI, и многу луѓе се плашат од тоа и многу луѓе ме обесхрабруваат тоа да го направам. Не ти ја сваќаат валјда сериозно? Веројатно да, и јас мислам дека ако си убеден нешто да работиш и ако си убеден нешто дека сакаш стварно да правиш, дека со многу труд и ако си доволно снаодлив, стварно можеш да го постигнеш. Абсолютно. И многу ми се свиѓа твојата приказна затоа што многу е инспиративна и мислам дека такви сме ние како народ, гледаме дека некој сака да постигне многу и некој сака да е малце out of the box и кога видиме дека некој се труди и дека е на правиот пат, онако од нас сме со тие негативни коментари. Ама што ако немаш пари, што ова, што она, мислам на почеток реалноста е дека никој нема пари. Не можам ја да сум сега само што да работам, само што сум почела да работам некоја работа да добивам 10.000 плата и да make sense. Да, тие се некои нереални очекувања кои што, ама прво, многу од тие коментари доаѓаат од самите луѓе, самите нив, као они може да се несигурни или некои неуспеси нивни претходни или било што. А најчесто од фамилија добиваш такви коментари зашто не сакаат, не знам, да немаш пари, да не успееш, некои такви ствари. Да. И сега они нели мислат дека најдоброто за тебе е тоа што они ќе ти го кажат, али да, некогаш можеби е стварно така, ама не мора да значи не дека мора да секогаш значи ќе биде тоа точно или не знам, плюс нормално е дека никој од нула не почнал и за 5 дена не направил богатство или што и да е. Ама тоа е проблемот кај нас што многу од луѓето кога почнуваат нешто и за пример
ти почнуваш сега некој бренд нов Добре. и сега не знам, гледаш некој кој што веќе работи 10 години, 5 години се едно и е во пикот, да кажам, на неговата работа или кариера. И сега ти си викаш, јас сакам вака, ама ти гледаш дека за 5 дена не си така Да, и буквално. одма се откажуваш, пошто многу често се дешава тоа, не знаат сите, мислам, не се свесни сите за патот кој што треба да го поминеш. Точно. Може и мене ме гледаат сега супер, јас имам дуќан и си работаме како ми е све лабаво, ништо не ми е лабаво, ама нема везе. Али не се гледа таа позадина, што сум правела, како сум стигнала до тука, сум оставила факултет, не сум оставила факултет и сите тие работи, дека не е баш туку така Дајде си сега изградил бренд и никнал од... Сакам да и бренд ќе отворам, да. Кој ти беше твојот прв производ, дали се сеќаваш вака? Се сеќавам. Беше Беч со Дејвид Бови, ама тоа беше уште пред да го почнам 5 до 12, како Добро. може година дена пред тоа. Уствари, идејата за 5 до 12 се роди од таму највише. Мислам, си постоеше, али тоа ми беше моментот кога сватив дека дефинитивно треба да го правам. Поклон за мајка ми правев Беч со Дејвид Бови, Леле, зашто не многу можев cute. да најдам нигде барав и не можев да најдам. Единствена опција беше, не знам, AliExpress да нарачам, да стигне као за 5 месеци. Да, И буквално. вака не можам 5 месеци да чекам. И направив Беч со Дејвид Бови, пошто она го сака највише на свет. И реков, стварно тешка е за поклон да ја погодам. И реков, нешто со Дејвид Бови сигурно ќе ја погоди. Аха. И направив Беч и буквално реакцијата и беше како, не знам, авион да сум ја купила. И во тој момент, уствари, јас сватив дека нас ни фали некој што ќе прави кастом производи. Да, Пошто да. не можеш сите идеи што ги текнат да му ги поклониш на некој да ги оствариш. Прво, Да, не сите буквално. можат сами да ги направат. Еве, јас сум си правела сама и претходно некои такви креативни поклони, ќе направам нешто што ме потсеќа на некој или не знам, ама нормално дека не сме сите на светов креативни, не треба да Да. бидеме сите. И јас не ме бива за математика, па некој друг ќе ми Ни мене не заврши ме бива за табели во математика. Excel. Да. Ама сакам да кажам, реакцијата неизина ме поттикна онака баш да се зафатам со тоа сериозно. Пошто го мислев долго време, ама не ми беше онака за сериозно ај да го пробам и во тој момент уствари ми беше баш некако ме Тоа е бутнало. искрено многу кјут. Да. Многу кјут, не искрено, стварно фалат мислам дека повеќе работилници, креативни работилници, јас не познавам многу искрено во Скопје. Па да, не знам, не ми текна, не мине. Сигурно има. Сега Знам, да имам помислам, ќе ми текне видено нешто. во Дебармало, има некои си, не знам сега и мињата точно не ги Може знам, има, ама ама и со различни материјали, со различни Да, сега точно. има луѓе со кожа што работат, што може да ти направат нешто кастом, има со глина, со не знам да, ама какви нема ствари. многу, тоа е моментот. И полимитирани се, не може баш све да сега за привезок или беч премија што ги правам, можам да речем од било каква слика да изработам нешто кастом. Генерално, сега не е све Да. свашта, ама нели. Кој ти беше најпредизвикувачки момент за почнување свој бизнис, собствен бизнис, значи или отварање свој локал и слично? Па Тоа знае да биде немав- доста тешка работа. Да бидам искрена, немав некој посебен предизвик, не за друго, него не размислував на тоа. Не знам, кога не размислуваш за тоа не постои вајда. Пошто I like it. Дечки, не размислувајте, ништо игнорирајте си ги проблемите, не постојат, Буквално. ќе успеете. Буквално. Иначе да, зашо не знам, некако стварно бев со zero thoughts, I guess, само имав некоја јака желба и интуиција за тоа и не размислував дали нема да успеава, дали ќе отворам дуќан, па дали ќе го затворам за 2 месеци. Ја короната го отворив Да, дуќанот, буквално. 21 беше. И не ме спречи тоа, кога буквално во ниеден момент не се посомневав, него го отворив и идејата моја беше дека тоа ќе опстане и дека ќе се функционира све нормално, така да немав некој таков предизвик за отварање на дуќанот или не знам, едено имав еден мал не беше толку мал момент. Пред да го отворам дуќанот неколку месеци бев заглавена во Грција, во најголемата корона беше тоа. Ау. Бев кај мајка ми на гостилна, таму живеа и планот ми беше да поседам као месец-два максимум. Тоа беше лето, не знам, отидов јули да речеме нешто така. И јас си земав со мене све што имам за работа.
привезот се беџеви, бои, четки, све тоа што имам, си однесов и пошто да си имам работа таму додека сум. Пратив една тура за Скопје по некој пријател што се враќаше, другаркиве мои тука со точаци ги разнесуваат стварите. Една тура заврши, после веќе малце по малце ги завршувам ствари, немам веќе работа, нема луѓе што идат на Скопје, Грција за да ги зимаат работиве. И Грција прави тотален локдаун кај што не може да се искача од дома без да се најавиш со пораки, со свашта не смееш од општина во општина, од град во град, значи ништо од тоа не смееш и буквално бевме заробени дома. И викам, ајде, јас делулу ќе заврши ова за недела дена, ќе заврши за 2 дена, нема абер од завршување и јас веќе заглавам во Грција, немам што да работам, немам што да постирам на Инстаграм, тогаш не беше дуќанот, фала Богу што не беше дуќанот тогаш. И викам, луѓе ќе ме забораат, пошто Инстаграм така функционира, ако те снема веќе некој период, готово, искачаат нови работи, нови профили, не знам други ствари, сите сакаат да ги, мислам, не сакаат, ама треба да бидеш конзистентен, за да ги потсеќаш луѓето дека уште си тука, уште има, И веќе почнувам фаќа паника дека немам што да правам, немам што да постирам, немам што да цртам, ништо од тоа, немам ни идеи, пошто не знам кога ќе заврши овој, кога ќе можам да се вратам. Луѓе ми пишуваат за нарачки, ја ги одбивам, пошто немам како да ги направам. И ми текнува од нигде никаде, пошто сваќам дека физички не можам никакви производи да направам. И нешто си седев и тотално рандом ми текна и викам, зошто не направам честитки што ќе бидат само онлайн да ги пуштам, као пошто немам како да ги испринтам честитки и да ги продадам на луѓето, ќе направам онлайн едишн на честитки и ќе ги пуштам као по мејл, на мејл ќе им ги пуштам. И седнав и тука ме буквално вака ми дојде инспирација, седнав на лаптоп и ја не знам колку сати окапав на компјутер и направив некои десетина дизајни така нешто, тие беа така сентиментални нешто, малце корона вајпа, малце новогодишни, па нешто така као, ама позитивни беа. Значи кога негде преку лето било? Не, ова беше ноември, мислам дека пред нова година, Океј, добро, затоа новогодишни, Да, беа као за нова година, па нешто така да се потсетиме на убавите времиња што беа пред корона, као со искачање, со баш некои такви сентиментални ствари на кои што паднаа сите, зашто сите во тој момент сакавме нешто, онака грам позитивна енергија. Буквално. И ги спремив, го објавив постот, тоаш не знаев ни мокапи да правам на овакво и другарка замарав и ги испопраќав сите, се викам, те молам направиме мокапи, морам ги постирам честиткиве. И ја не знам, телефонот ми изгоре, ама буквално вака јас обично кога правам нешто поголемо, така кога имам некој поголем чекор за правење или нешто така што ми е, ме фаќа премногу стрес и паника и онака некој ексајтмент, се потам и седам на лаптопот, кликам онака пост и чекам да видам што ќе се деси и почнуваат лајкови да стигаат, онака пораки стигаат, пошто имав пишано во description као дека нели сето тоа дека не можам да ги изработам честитките едно друго, дека се онлайн без пари, дека кој сака да ми пише мејл ќе ги добија на мејл. И почна да ми стигаат пораки со мејлови, значи не знаеш вака ги скролам нотификации и јас не ми се верува што се деша, буквално како не знам, се осеќав како луѓе на берза кога ги гледаат, на како им рипаат, исто буквално, како да сум направила милиони. И седам и сум као, леле, ова буквално ме врати у живот, ама дефинитивно и 5 до 12 го врати, као буквално се осеќав како од мртвите да го вратим. Дека беше до толку, ама јас го осеќав така, зашто Јако немам работа или нешто која ми стагнација, буквално. Добро, фала Богу, мислам, ангзаетите фаќа се. Пошто не зависи од тебе, не е нешто што ти можеш да го смениш, дека може на коронава да сопрам, не знам до кога ќе трае, не знам што ќе се деси, едноставно многу бизниси замреа во короната, пошто не може сите валјда да се снајдат со тој предизвик, кој немам. И како, мислам, нели ти ми кажа дека овој период е некај ноември 2020. И короната нели траеше подолго време, како почна ти да се снаоѓаш со... Па успеав да се вратам јас негде пред нова година, сплет на околности, се погоди све да можам да се вратам, иако уште траеше локдаунот. И се врати во Скопје, после тука, мислам, уште имаше корона, ама беше така полабаво. Да, полабаво беше, да. Се живееше некако и тоаш на неколку базари знам дека бев. Идејата за дуќанот ја има веќе од претходно, ама
Не ми беше као сериозна или конкретно кога сакам, како сакам, него така си го размислував дека сакам некогаш да имам дуќан, пошто така си манифестирам Да, тоа е работи, многу така си cute, да. седам и се викам сакам да имам дуќан или после не знам сакам да соработувам со некој одреден. Да, или јас нешто. исто и си го мислам. Ама да. сум обседната со тоа. Ја Да, као исто. не го манифестирам, јас буквално се обсесирам со тоа и го That's how you manifest. вивидно го гледам буквално. Тоа е манифестинг буквално. И тогаш уствари пошто претходно имав гледано тој период, да речеме после нова година кога се вратив, онака си подгледнував дуќани, не знам, на огласи на телефон, буквално навечер не скролав на Инстаграм, и седам и реклама 5 скролам, немам дуќани. И ништо, и кога бараш нешто за инат, нема тогаш. И нема веза, викам, ај, џабе скапувам по огласиве, нема ништо, јас, пошто сум специфична за такви некои ствари и сакам кога ќе видам нешто, буквално да ме освои тоа, џабе вака ќе ги гледам. И го ставив на пауза малце тоа, реков, џабе со сила нема да најдам ништо, Да. ако едноставно нема да никне ништо од денес до утре магично. И го баталив тоа малце некое време и дуќанот мој го видов случајно возејќи точак низ Дебар мало. Тогаш веќе не бев откажана од идејата, него не ми беше уште толку активна. Малце ја оставив као на пауза. И возев точак, памтам, одев на Тото да си земам нешто јадење и случајно вака се вртам, пошто јас да не пропуштам нешто, само гледам. И се вртам вака случајно и гледам нешто рандом, некоја дуќанче покриено со бели некои листови. Што беше тоа дуќанче порано? Не знам, искрено. Порано, као многу одамна, било некоја продавниче, како трафика, такво нешто, и после тоа долго време сам не работела. Ја имам завршено 500 лоци и ич не се сеќавам на тоа. Буквално само како бленк ми е во меморијата и буквално од кога твоето никна само го приметив буквално зашто имаш такви вибрантни бои. Мислам дека долго време не било ништо вајда така стоело по има нема. Веројатно, да. И ти викам случајно го здогледав, рандом беше таквито, денот беше сив, ужасен, никаков, тоа покриено со бели некои листови, онака рандом. И ја викам, чекај да видам шо е, чисто онака ме интересира, и гледам се издава, сликам, звонам, не ми крева, викам, што сега не ми крева. И нема веза, одам до тото и сега ме копка, ме интересира што се дешава, и пак звонам на телефон и ми крена па нешто да го видам, да не го видам, можам сега, не можам сега, не знам шо, и викам, не живеам тука близко, ќе си одам, као сакам да го видам ако има шанси, ајде вика, демек не знам за пола сат или сат. И ја таква седам и цупкам ај се. Побрзо да и не поминува саат време. И отидов да го видам, внатре беше, сега скоро имав објавено слика од пред го видов, да ми се сликата ми ја вака пред главата цело време. Влагам внатре, дуќанов, значи хаос, буквално класичен македонски подрум беше, како за остава се го чувале, со јаболки, со точаци, со гајби, со столици, со све. И јас само влегов внатре и си реков, тоа е тоа. Буквално, this is it, ама го видов стварно, го видов како ќе биде наместен внатре. И сај да не му кажам на човеков одма идеме, него му викам да одам до дома, као да се консултирам и викам ќе се слушнеме, ќе ти се јавам. И ја отидов дома, не се ни консултирав, него и се јавив на мајка ми и реков јас дуќанов ќе го договорам и она само знаеш дека ќе гледам некој дуќан, ама не и дадов никакви конкретни информации. И ајде, шо, како, зашо, и викам, тоа е тоа, викам, го сеќам, најболje, сакам да го земам, и викам, добро, земи го, договарајте се, и така испадна, му се јавив одма буквално после 10 минути, и му рекол, спреме ми договор, се што треба, правиме, да, тогаш немав ни фирмата отворена, па брзав да отворам фирмата, пошто ако отвориш дуќан, мораш да имаш фирма, не може така да отвориш дуќан, све тоа документи треба. И све онако трчаници, фирми, дуќан, не знам, реновирање, прајање, пола дуќан сама го средував, татко ми помагаше, кречење, не знам. Чекај те прашам, ова многу ме копкаше. Кој ти го има правено подот? Подот ми го правеше Душан Стефановски. Да, Душан. Да, иначе и тоа муабетот за подот е многу рандом. Пред да се деси ова, не знам, као околу Нова година, нешто преуредуваме внатре со мајка ми, фарбавме полици некој во дуќан. И нешто за Нова година спремавме, ми требаше некој додатоци, не е важно, ги фарбаме полици, и јас као
фарбам со четката и тргам на друга страна дали да земам вода или не знам што и ми капна од бојата од четката на вакво. И само вака буквално прво не ми беше идејата за Душан, него само вака погледнав, мајка ми знаеше што ги кажам и викам продолжиме со подов као више кога ги правиме полициве. И викаат, па може бе као зушо некој ќе нашлакаме нешто бои ќе направиме. Викам, ај уствари да не правиме сеа зашо пак не знам какви бои ќе функционираат, но викам да барам да видам што треба лакови такви ствари и може да го направиме. И супер идеја, ќе го правиме подот, викам ајде нема никој со шарен под нацртан кај нас, барем не сум видела никој, не знам што. Да, сите се plain. Да. И после некој време уствари ми текнува дека неколку месеци пред тоа бев на култиватор со 5 до 12 во БКВ и Добре. Душан таму црташе лайв платно на Nice. ДЗИК му беше огромно платно. И го гледав, пошто Душан ми е другар уште од средно се знаеме и некако баш го гледав како работи, пошто ми е фасцинантно, Да. многу експресивен и сето тоа. И рандом ме текнува на случкава и викам зашо не му пишам на Душан, као зашо јас све да правам во Дуќанов, сега подот од мене, сликиве од мене, ова од мене, него сакам да има и некој друг импакт во мојот Дуќан. На тоа му е стилот буквално, викам, ова Душан да не го има Да, правилно, кул. Да, и сакав да вклучам и некој друг ето уметник од страна да има некаков тач во 5 до 12 и ама знаев дека нема правено претходно нешто такво, пошто генерално му се слики или мурали. И му пишувам, му викам, абе знам дека валјда немаш правено нешто вакво, ама имам идеја една, као малце е луда, може ќе се свија. Душан почива на лудка, ме одма беше као да бе, зашо да не. Зашо не, И да. викам супер, ајде правиме тогаш и другарка нешто ги кажувам за идеја, ми вика зашо не го направиш као настан да може да дојдат луѓе да го гледаат. И викам тоа е тоа настан ќе го направам. Nice. И го направивме као отворен настан, floor canvas, Вау. беше за Душан, да. И дојдоа луѓе онака се гледаа, као беше интересно, супер Многу настанче cute. беше, да, беше симпатично и Имаш нешто на видео, нешто го имаш? имам рил, да. Леле, да, ќе ти го видам. Ќе го пратам после. И така тоа беше, мислам, случкава со подов. тоа е многу кјут, искрено. Најс. Нека многу Све као е ролер рандом, костере, да. као ролер костере, ама многу ми се свија приказна, онака со сега ми happy for you, не знаеш, многу е кјут. Thank you. Да, Ајде многу сега. работи си имаат рандом десано. Па, знаеш, работи кога ќе се десат рандом се најубави на цел Да, свет. пошто џабе, мислам, ја барем многу ретко планирам нешто. Да, Па, и имам ја. замисли, да, ама не ги планирам стварите, пошто многу ретко се остваруваш така како што нешто ќе си испланираш во главата. Да, не, усвари јас сум проблемот кај мене е што јас сум човек што се сакам да ми е организирано, да ми е во план, ама треба малце да се опуштам и да дозволам онака to go with the flow што се вика. Јас сум обратно од тебе. Да, и мислам дека е најдобро така кога ќе оставиш се да отиде во свој правец, зашто најдобро така ти се вклопуваат коцките и буквално се прават miracles. Да, точно. Следно прашање. Како изгледа еден твој типичен работен ден? Хаотично. Ама Explain. позитивно хаотично. Значи, стануваш. Зависи. Станувам, пошто работам од 12 до 6, генерално станувам порано, зашто најчесто имам обврски од севера или се такви административни ствари кои што треба да се завршат или одење по, не знам, материјали, шивачи, принтари, сите тие работи кои што морам јас да ги завршам. Или е тоа, или е цртање, пошто најчесто имам нарачки да завршам, да добојам, да нацртам, да спремам за принт, да пуштам мејлови, такви некои работи. Во Дуќан си работам од 12 до 6, мислам и таму пак си чекам си на правиш, лаптоп, да. нешто си завршувам тоа што имам. Да, имаш ставано на стори, ако не се лажам, како спремаш некои ствари. Да. Да, многу се кјут. Да, само што во Дуќан, пример, многу ретко можам да сработам нешто сериозно, зашто има муштери, има друштво, ќе ми дојде некој на кафе, на, не знам, дружба, било што. И ме дистракта тоа, така да во Дуќан можам генерално ствари во Дуќан кои што се физички нешто да завршам, да сменам, да наредам нешто да направам. Или, не знам, ситни некои ствари што треба да се коригира, прати мејл, слично такви работи. И тоа е тоа. После Дуќан најчесто
пак нешто работам или искачам и се дружам A со never ending cycle. Да. Искрено многу чил. Па нема кога работиш на свое нешто, многу ретко има стоп. Мислам, и добро е тоа што Тоа не е завршува, пошто не е феноменално. поентата да заврши, али кога ти си одговорен за сите работи и кога буквално кога водиш бренд, секогаш има нешто за правење. Да, ама знаеш кога имаш некоја пасија вака од тебе, кога сакаш нешто да завршиш и Да, ја едва чекам да го видам и Да. не можам да Нека само врк, Да, ама кул ми се свија. Јас сум таква кога станува збор за креативни работи, многу сакам. А мислам дека генерално сите што се во креативните професии, барем тие што ги имам запознаено, така функционираат, пошто сакаш да ги, не знам, сакаш да ги видиш физички после Да, работи, да. пошто многу е убаво кога поминуваш време, посветуваш премногу време за нешто да направиш и после ќе го видиш тоа вака дека е готово и сека ова ја го направив, онака добро е ти текнува. Тука сакам да се надоврзам, што ти е, мислам, како се справуваш со креативен блокада, затоа што јас лично моментално сум во некоја креативна блокада, значи од ноември, декември цело време правев нешто и сега имам некои идеи, ама не ми е како, немам онака флоу на мислите и така некогаш ќе се нервирам затоа што не ми иде нештото и не знам зошто не ми иде. Па, јас страдам доста, пошто кај мене па особено јас живеам од тоа, јас морам цело време да правам ствари. А не можеш цело време да правиш ствари, Точно. со тоа мораш да се помириш дека едноставно има период кога си заглавен и не работиме на копче и сега мене ја ќе седнам и ќе ми текнат мене 20 идеи, не функционира така. Али затоа користам пример кога сум во креативниот процес и кога ќе ми тргне и кога имам идеи се до тоа, гледам онака што повеќе да направам и да го искористам буквално тоа, зашто знам дека ќе дојде после период кога ќе имам бернаут или немам идеи се до тоа, ама неизбежно е да дојде таков период и единствено што имам научено е дека мораш да го оставиш да помине, џабе се форсираш, џабе ќе седиш дома 15 сати на лаптоп пробувајќи нешто да измислиш топла вода или нешто да нацрташ или не знам, ако не оди, боле е да се не да се дистракнеш, него да се олабавиш малку со други, не знам, да се дружиш со луѓе, читај книга, не знам, гледај филм, било што да искочи надвор, ќе помине, после некој време сами доаѓаат идеите, само кога си во таа блокада не може, џабе го форсираш. Да. Тоа е реално најдобриот адвајс. Па реално ја кога сум во некоја си таа блокада, највеќе ми доаѓа не знам да си читам нешто, филмови да гледам. Или од други да се инспирираш, кога некогаш и мене тоа ми функционира, мислам не конкретно да се инспирирам за идеи, него пример ќе видам не знам некој видео од некој друг, било што, некој друг бизнис да речеме, што успеал или не знам што направил. Да, баш сега сакава те прашам од каде и црпиш инспирација. Па најчесто мислам и од себе, пошто знам пример што сакам да постигнам со 5 до 12 и кога се стремам кон тоа, ама и многу често се дешава од други приказни вака што сум ги гледала, небитно дали се наши или странски, ама да гледам интервјуа, подкасти, било што, какви хаоси биле луѓе, па што направиле, па што постигнале, не знам, од ништо нешто направиле. И најчесто такви работи ме инспирираат. Како се справуваш со твоите идеи, дали си имаш пример места каде што ги запишуваш или само ги чуваш во себе? Зашто сега се учам јас да ги пишувам моите идеи, дека имам таков предмет, нема везе, и треба сите идеи да ги запишувам на тефтер, во скетчбук. Мора, јас долго време, мислам, не запишувам се. Фала Богу. Трупам све во мене така, пошто мислам ја не можам да постигнам да запишувам, пошто буквално мозокот ми работи мене како не знам, истрениран ми е да цело време нешто да ми размислува во врска со 5 до 12. Као си мислам, не знам, ќе видам нешто надвор на улица и ќе си речеме и супер бои можам да ги скомбинирам за не знам, честитка, да текне нешто рандом така ќе ми текне.
и си работи цело време, можам ваква мајца, можам такво нешто и сега не можам моментот да вадам јас телефон или нешто да запишам, но генерално дома кога сум и така кога ќе ми текне нешто запишувам на листови, пошто после се навраќам на тие, можеби нема одма да го сработам тоа или смислам, ама како идеја да си стои тука негде запишана, пак и се навратам. Али битно е да се запишува. Замисли си излезена на журка и само вадиш од джеб Буквално. цел скетчбук, буквално А3, вака го лепиш. Ако мислиш, денеска сакам да напишам, сакам ова да го направам. ако мислиш дека ми се нема десено на искачање да се инспирирам за нешто тако, јас цело време гледам нешто, не знам. Фала Богу. Менике гледам за што да нарачам и пак ти викам ќе видам нешто бои, во комбинација Да. на бои или нешто, некои елементи ќе видам интересно. Чисто сликам, ја ги сликам таквите Исто, моменти да. и после у галеријам го iCloud storage is full. Ама нема везе. Ти се доплатиш, нема гајда. Да. Дефинитивно ќе си доплатам. А зашто многу ефтино уствари, сакам да си доплатам, ама треба да се консултирам со татко ми околу таа работа, сигурно можеби ќе ми каже не, можеби да, не се знае. Кој дел од работата ти е најомилен, а кој најтежок? Најомилен ми е боењето, тоа дефинитивно. Многу кјут. Тоа највише ме одмара, као буквално ми е како во бојанка да бојам. Ќе те прикнам, дали ги сакаш оние како сликовници или како боенки за... Тоа сега ќе кажав, буквално мене тоа ми е бојанка, пошто празни се овие. Да, такви се. Само детали имаат изгравирани и буквално јас си ги бојам внатре идентично на бојанка, само што не е со фломастер, него е со четка. Да, со четка. Така да, баш онака. А какви бои користиш најчесто? Акрилни. Акрилни, да. Ја обожавам. Акрилни и мислам за дрво, акрилни. Па добро, највеќе издржува тоа, ја користам акрил цело време. И за различни површини и материјали можеш со акрилни, али за дрво е најболе, зашто не се вади бојата, не се... Да, си седи. Да. А за текстил? Со текстилна, боја за текстил? За текстил може и со акрилни, ама зависи, акрилни и печатарски користам што се. Да, зашто се мислев за една маичка, нели ти зборев пред некој период, сакав, мислам, изгравирав на линолеум и сакам да ја испринтам вака, зашто ми е за проект. И не знаев каква боја да купам, мислам, знаеш, дома имам веќе акрилни бои, дали сега со акрил, дали да, сега... не можеш со акрилни бои, не можеш на линолеум да работиш, зашто акрилните се сушат многу брзо, особено кога ставаш така тенок слој на некоја површина, се суши одма и затоа има печатарски бои, пример на ликовна академија што работат Сито или Линорез, користат печатарски бои, пошто тие се мрсни и густи и не се сушат одма. Кога ќе ја нанесеш на плоча, да пример на линолеум, таа се стои некое време, дури подобро малце онака се не да стои 5 минути, него као неколку секунди се во прашање за да може уште поубаво некогаш да се нанесе баш на површината. Да, cool, okay. I will consider this. А иначе за другово, пошто ме праша за најомилениот дел, за најтешкиот дел од работата, сега ми текна дека не го одговорив. Најтешкиот дел ми е ресерчот и припремата за кога работам на идеите и кога треба да се нацртаат сите ствари, да се смислат, тоа ми одзема највише време и тогаш сум во блокади, зашто трае многу долго тој процес. После кога се веќе готови дизајните, кога треба се бои да се спремаат производите, е многу полесно и едва чекам да ги бојам, ама додека дојде до тоа. Искрено е кул што си имаш свој стил или на работа, на цртање и претпоставувам и тоа луѓето го бара, зашто мене многу ми се свија твојот стил на цртање. Фала ти. Ама дали пример некогаш кога добиваш нарачки, дали те нервира некаков си продукт да има одредени правила, да мора така да личи, да не е баш изработено со твој стил, зашто мене некогаш ме нервира кога некој ќе ми нареди сега мора вака да личи, па оваа линија мора така да биде, па така. Да, нервира, ама па од друга страна луѓето што нарачуваат кај мене го знаат мојот стил и генерално знаат што очекуваат и не може да бараат нешто што е, не знам, диаметрално различно од мојот стил, прво затоа што нема да го изработам така. Пак ја може да направам твоја идеја, ама ќе изработам во мој стил. Тоа е целата поента кога имаш бренд со свој идентитет, затоа што не може да
да изработам сега јас нешто со водени бојци, кога јас не работам со водени Да. бојци, сакам да кажам, Да, или да, некој реалистичен стил или нешто такво, не е тоа мојот стил, не го работам тоа. Така да, генерално тие што доаѓаат кај мене знаат што би Да, очекувале фала од Богу, финалниот ама ти си има производ. никогаш дисано, некои луѓе вака да бараат, сега морава да биде пример реалистичен стил и да како се соочуваш со такви Па клиенти? не, мислам, ако некој побара нешто конкретно такво, само ќе им кажам дека сите ствари што се изработуваат се генерално илустрации, не се работи реализам и тоа е тоа. Или сега има Фала некој Богу, нормално, да. некоја побарување како од аспект на детали, не знам, конкретно за привезуците со миленици, што се мачиња и кучиња, се детали ова да се запази, тоа да се запази, ова да му биде вакво, да му биде такво, што го разбирам затоа што ти си го знаеш најдобро миленикот и Да. се ако нешто е битен детал, треба да се запази, нели? Да. Така да, од тој аспект, такви работи. Добро, фер. Што за тебе значи успех? Многу опширно прашање. Да. Успех е па конкретно за мене, успех е кога ќе си ги видам производите низ градиве. Како А, кај да, тебе, вака, да. например, не се пофали дека ти се од 5 до 12. Да, ја дечки, овие ми се од CFA, овие така си ги... Знаеш дека многу спонтано јас си ги земав панталони. Тоа сакам да те прашам, иначе жими дали се. специјално дојде за нешто да купиш? Значи, скроз, вака сега ќе ти кажам, тој ден, мислам, декември имаше една недела кај што идев на физиотерапија, затоа што имав проблем нешто со коленцето и се враќав нешто таква бев целата, мислам, испутена, така да речам. И сидам ја нешто си гледам, дали зборев на телефон, не се сеќавам. Збореше кога влезе, да. Да, зборев на телефон. Памтам пошто ги купи фармерки, бе скроз го памтам моментот. Да, окей, значи зборев на Да, телефон и нели гасам на телефон и вака ги гледам и сум као воу. Не, усре, прво ги видев другите панталони и после тоа некои шари ми се свија, некои не беа нешто толку по мој вкус, па сега од друга страна гледав цената и највеќе ми се погодија овие затоа што обожавам жолта боја, буквално ми е најомилена, I love it so much. И знаев дека морам да си ги земам и буквално беа мој сајз. Значи, знаев, буквално ти ми кажа, Како не за знам тебе? кој 34, нешто такво. Да. Буквално ти кога ми кажа, овие се овој број, јас сум као ОМГ ги земам под хитно и буквално нели ти дадов пари на капар. Гледаш као за И тебе после биле тоа, направени. да, буквално и после тоа ги мислев цела недела, ги зборев цела недела на секој и се што, викам леле, јас морам да ги земам и се замислов како ги носам за нова година, и така се обсесирав, знаеш, буквално Си како смисли аутфит. Да, значи си смислив си смислив аутфит и си смислив буквално. Едва чекам да почнам ги носам кога малце ќе затопли, затоа што мислам дека покул стои со летни. Значи јас сум летен човек, обожавам летна облека, имам милиарда летни аутфити, преку зима го носам едното исто и многу се нервирам буквално пред да дојам тука сум као и сега што да облечам? Ајде вака, ама ќе ми биде ладно, ама ќе ми биде топло и многу се нервирам, едва чекам да маце се подстопли април, мај да дојде за да можам да ги носам со 50.000 мајци и тенктоп. Исто и јас моите, пошто моите се уште пошарени од твоиве и се чекам да дојде лето и после нема ги соблечам пошто ќе можам да ги комбинирам со буквално сите. и кога ги гледаш од далеку и си као вау, многу се кул, мислам барем ја така си се гледам само на себе си. Знаеш, Супер ти стојат. thank you. Така И да тебе? тоа е успех за мене, кога ќе си ги видам производите, како ги носат низ град. Тоа е cute. Исто нема поголем успех од тоа кога други луѓе ќе ги видат производите низ град и знаат дека ти ги имаш изработено. Да, Кога знаеш, тоа- имаш некоја гордост во тебе. Да, пошто е препознатливо и знаат одма од каде. Ми се деси сега скоро другарка дојде нешто да купувам, сам другарка, од основно другарка, ама се немаме видено долго време, не живее она тука во Лјубљана живее. И валјда немаше следено сега скоро што како се дешава со 5 до 12. Ја тој период му правев на Лука Фанг Шуи два пара фармерки за турнеја во Лјубљана. Добро. И доаѓа другаркава после некој време нешто купуваше и ми вика
Сега скоро вика бев на фанк шуи во Љубљана и го видов Лука дека имаше некои шарени фарберки и во моментот си реков ова е сигурно некоја масло на цефи. И вика ама не знаев пошто немав ништо видено. И вика после отварам Инстаграм и гледам стварно дека имаш почнато со облека да правиш и викам тоа е тоа, ако успеа во Љубљана да ги стогледа фармерките и да помисли дека има шанси јас да сум ги правила. Тоа е тоа. А чеки, кажи ми, добиваш некои нарачки вака од странство, од Балканов општо? Немам конкретни нешто баш нарачки од странство, има луѓе од тука што носат во странство многу или пошто ретко праќам надвор по пошта, зашто малце ми е комплицирано уште сето тоа. Имам праќано, ама многу помалце. Ама има луѓе од странство што нарачуваат на луѓе што доаѓаат тука, па да им купат, да им однесат натака или луѓе од тука што носат поклони, така да има 5 до 12 на многу места низ планетава. До Јапонија, Америка, Шпанија, Португалија, не знам, кај све нема, Германија. Многу кјут. Не, искрено, јас многу повеќе би сакала да носам нешто изработено и да е различно, него да носам нешто што секој може да си го набави, зашто онака се истакнуваш на некој начин. Да, па мислам тоа е поентата со 5 до 12 што сакам да бидат ексклузивни производите и сакам да бидат автентични. Да. И затоа е некој пример ќе ми каже зошто немаш веќе залиха од ова, нема ли да правиш пак или зошто правиш само по едно, по две. Прво затоа што сум мал бренд, мислам мал како еден човек, иначе не сум толку мал бренд, ама сакам да кажам не ми е мене исплатливо од одма јас да, не знам, сошијам 100 капи кога може да ги продавам за 3 години капите. Да, буквално. Прво немам ни кај да ги ставам, второ се премногу пари за инвестираш во големи залихи. И друга работа што кога е лимитирано го прави посакувано, зашто знаеш дека е само едно и може ќе го фатиш, можеби нема да го фатиш, и ако го фатиш ќе биде само твој, нема да има друг некој во град. Исто нешто такво, како на пример фармерки, да речем, нема втор пар ваков, може ќе има сличен, може ќе има иста боја, ама друг модел или не знам, ама овие конкретно само ти ги имаш. Да, буквално затоа мене тоа многу ми се свија, затоа што јас сум си автентична што ги носам овие фармерки. Да, I really love it. Следно прашање. Искрено се изгубив у прашањава. Каде се гледаш ти твојата работилница за 5 до 10 години? Тоа ќе оставам да видите за 5 до 10 години, ама... И сега вака ни кажеш како на Stranger Things, што беше глумци нешто ни кажа. За неинтересно. Спремете се, вие сами ќе го видите. Ајде сега малку. Ако кажам, може некој ќе ме урочи од кај знаеш. Да. Се шалам. Дефинитивно сакам малце повеќе со графички дизајн да се бавам во иднина. Мислам на страна од производите и сето тоа да си остане како што си е, али сакам малце по големи проекти да работам од аспект на дизајн, како логоа, како ребрендинг и такви ствари, како за Дуд проектот што беше и за Фела и слично. Така да малце повеќе на кај графички дизајн и така како да речеме да имам тим од неколку луѓе со мене. Да. Чеки, си работела фриленс до сега или не? Не, генерално све што сум работела ми било преку 5 до 12. Така да, али да, би сакала да, мислам во блиска иднина се надевам, да имам барем неколку луѓе, као да си створам тим, онака од, не знам, дизајнер, од фотографот, што и да. Кои ти се очекувањата ако почнеш да работиш како фриленсер? Па не ќе да работам како фриленсер, него сакам да, онака како да биде, не знам, плюс услуга да можам да нудам. Пошто луѓе го препознаваат стилот на 5 до 12 се што правам и пример има луѓе кои што сакаат, не знам, за кафич да им дизајнирам мајца или да им сменам нешто како од тој аспект зборам дека сакам 5 до 12 да може да понуди пример и графички дизајн решение за што и да е. Тука или тука, да. Зошто баш тука? Не дека не би работела, мислам, ако имам шанса би работела и со странство нормално, ама генерално 5 до 12 го гледам тука и мислам дека највише поента има тука да биде. Да. Прво и основно сите мислат дека е полесно странство да отидеш и да
почнеш нов живот или Воопшто. whatever, не е така, зашто нигде не те чекаат со ширум отворени раце да дојдеш ти и да почнеш бренд. Или, мислам, пошто сум добивала коментари од типот на твоја работа, не знам, во странство ќе биде дупло платена или не знам што, да, супер, можеби, ама не е дека јас ќе се преселам, не знам сега во Шпанија и ќе почнам јас 5 до 12 и мене ме чекаа шпанците да дојдам и да почнам бизнес и не е така, Па мислам. да, и да се преселиш истите проблеми Прво секаде ги имаш, да, мислам, не дека е тука сјајно со нашиот систем и светоа, али предноста е што живееш тука, имаш многу контакти и лесно се ствараат тие контакти, зашто да сакаш да организираш, дали ти треба помош од некој, можеш многу лесно да договориш, да се снајдеш, да организираш настан, да шо и да е многу лесно, особено што кај нас ништо не се случува, буквално. Некако стагнираме од аспект на култура, урбана култура, сето тоа и еве брендови помали продавници вака со не знам луѓе што работат и други ствари, дали се облека накид или што и да е, пробуваме некако да допринесеме во таа нека урбана култура, зашто иначе ако не се и тие мали локали брендови, не знам што ќе се дешава тука. Да. Така да баш поради тоа што ни фалат такви работи, треба тука да се дешаваат, треба да се почнуваат повеќе работи и не знам, барем јас мислам дека дури да е најглупата идеја, дека можеби ќе успее баш поради тоа што нема друго ништо. Да, буквално. Пошто и да е најлошо и да е најдобро, барем ќе те приметат луѓе. Ќе те Пошто приметат, да. ако е нешто средно, онака, ако е незабележливо, ќе те забораат одма. Дури ако е прелошо, ќе те зборат после, така да пак ќе оставиш некаков впечаток. Боле да оставиш било каков впечаток, отколку никаков. ништо, барем да. јас така мислам. Боле нешто да пробаш него да се откажеш. Што е најтешко кога си свој газда? Да се себе менаџираш и организираш. Да, како се справуваш со дисциплина? Многу тешко. Стварно? Јас сум најнедисциплинираниот дисциплиниран човек, ако можам така да го срочам. Пошто буквално освен за 5 до 12, за се друго сум прехаотична и недисциплинирана. Али, мислам, дојувам критики за тоа, особено од дома, дека сум недисциплинирана, ама од друга страна, па не знам, едноставно тоа сум јас и не можам да бидам во се организирана и средена. Знаеш, можеби 5 до 12 нема биде 5 до 12 најверојатно. Ако бев све на време, ако си завршиш, немаше да постои 5 до 12, можеби. Така да, не знам, мораш да се, вајда, после некој време си се прифаќаш со сите тие работи. Ми се допаѓа тоа што не би го рекла како мана, ама тоа што ти било можеби најтешко да се справуваш како помлада, дека во тоа си нашла некаква убавина и дека тоа сега ти станало, мислам, го поттикнуваш тоа. Да, па мора вајда да си ги прифатиш маните, да си ги искористиш најдобро што можеш. Да. На крајот од денот, не знам. Али да, мислам тешко е да се организираш, особено сам кога правиш се друго, кога не знам, работиш во фирма, имаш таскови, ти даваат таскови, имаш одредено време и знаеш дека за тоа време треба да направиш тие таскови, а кога работиш сам за себе, го имаш целото време на претек и за мене не се 6 сати или 8 сати во денот за работа, него се 24 текнува и као освен кога спиам, другите сати цело време нешто правам или нешто треба да направам или нешто имам да направам и не знам да ставам стоп, пошто ај ушова да го видам, ај ушова да го завршам и така стига 2 сата бајле и никогаш ништо не е завршено, пошто цело време има нешто за правење. Значи си хронично ненаспана или Па не, сега задниве неколку години сум понаспана, порано бев така. Архитектура лајф. Да, скроз. Дали веруваш во опција Б? Во случај ништо да не. Тоа е многу добар совет за сите што мислам дека прават нешто и сакаат да успеат. Многу го мразам тоа, мораш да си имаш опција без зашто да не се фокусирам. За некои работи е гест треба животот, не знам, али пак ќе кажам мојот мозок не размислува на опција Б, пошто за мене Дечки, не размислувајте. Не размислувајте стварно, не постои за мене ништо друго освен 5 до 12. Знам дека
сакам да го правам и да го терам и да го развивам и сето тоа и сите ствари што можам во животот да ги правам, сакам да ги некако претопам во 5 до 12. Nice. Така да, ета, за мене, можеби за други си има опции бе, али ета. Дечки, Јас сум со немајте, опција само А. не мислете, да и само правете нешто. Реално најдобриот совет што некој изда со лулу. да, буквално де Лулото. лулу изда со лулу. Кој совет би им го дала на млади креативци во Македонија? Да не си одат од Македонија. Ако сакаат да почнат нешто свое. Не знам, тешко е и тука. Сите се жалиме дека не ни се доволно платени работите, особено креативни индустрии, сето тоа, али не знам, според мене, не дека сум нешто ја патриот тука и кој знае како фан на Македонија, не, али јас гледам голем потенцијал тука. Стварно мислам дека особено и Скопје, не знам за другите градови, пошто тука циркулирам, ама стварно мислам дека има многу потенцијал, само Да. што не го користиме доволно од X причини, можеби пошто така ни функционира се, можеби Да, и мајндсетот. не се, да, мајндсетот е малце на такво ниво кај што никој не ќе да проба или страф има на луѓе Да, да сега проба, тоа да ќе не го фейлнат спомнав, и да. такви некои ствари, али реално, стварно, во Скопје особено, може да направиш што сакаш. Не што сакаш Да. до толку, ама сакам да кажам, ако имаш добра идеја, можеш многу лесно да ја оствариш за разлика од било каде Да, во светот. мислам дека луѓето се многу обесхрабрени во принцип и мислам дека не веруваат и се плашат од неуспех и многу ми е криво кога, например, ово го спомнав и во претходната епизода и пак ќе го спомнам, многу ми е криво кога ќе видам некои луѓе што имаат толкав потенцијал и се толку креативни и на крај им е страв и едноставно поради тој пусти страв одбираат нешто сосема друго да прават и ми се Вајда и свига. кога извиш да прекинав, ама кога гледаш вајда како функционира се околу тебе и не ти е толку едноставно да почнеш или да се впуштиш во нешто такво, пошто е страшно, I guess. Точно. Ама пак ќе кажам, ако имаш цврста идеја и замисла дека тоа сакаш да го правиш на крајот од денот, ќе го пробаш, па ако не успеш. Па затоа ми се допаѓа твојата приказна, затоа што е буквално, знаеш, објаснува како си се снашла и си имала нели ups and downs и како не се сјајно при отварање на нов бизнис и бренд и everything, ама ми се допаѓа тоа што си била храбра и онака си ги прувнала сите други дека се грешка и дека можеш да успееш и многу е, знаеш како некое светло те гледам, затоа што многу се ретки луѓето во Македонија според мене што така успеваат. Многу некако сум осетила и на своја кожа, пример некој ќе ме праша што сакаш да правиш во иднина, јас ќе им кажам сакам ова и ова да го правам, нешто поврзано со креативност и знаеш ќе те гледаат малце така на криво и Да, бе, не ми се не те допаѓа сваќаат тоа. сериозно. Не те сваќаат сериозно Да. и мислам дека тоа му фали на народов тука и ми треба, не знам, не треба и толку да сме judgmental околу Тоа е зашто друг сите живот. мислат дека знаат подобро, Да. или дека сите знаат подобро за тебе. И фала ти иначе за се ова што кажа, пошто мене ми е искрено многу мило кога гледам дека еве на други луѓе сум им инспирација, пошто добивам пораки многу на Инстаграм за се тоа што правам. Као сега скоро ми имаше пишала нека девојка као стил дека сакала да почне нешто креативно да работи и дека мојата работа ја охрабрила уште повеќе за да почне. И многу такви убави пораки и коментари кои што стварно ме полнат, пошто ми е драго, особено од по-млади генерации од мене. Јас сум млада, окей, али сакам да кажам и од по-младиве, да речеме твоја генерација и сите тие, која гледаат ета дека нешто може да успее, пошто стварно може. Да. I love it. Така да. Ова е последно прашање пред да почнеме со кратките прашања. Ајде. Дали стрес те мотивира или те блокира?
Зависи дали е нешто мое приватно, ако сум под стрес од нешто приватно, тогаш ме блокира. Али Да, ако е фала поврзано Богу. со работа, е како не знам во корона ситуацијава со честитки и такви некои други ситуации, тогаш ме мотивира да или инат некој ќе ме фати и ќе сакам да Тоа е многу, многу убаво. Јас лично стрес не знам, мислам дека ме блокира. Многу како што кажав, многу сум осетлива и мора си да ми е опуштено, rainbows and sunshines and everything. Ама не е се така во животот, да, али мислам дека како уметници се усвари ќе ти кажам и дека на приказна бев на изложба на Михаил Корубин пред не знам кога беше ова, негде ноември, дали беше декември, нешто такво беше, не е ни битно. Ова беше од школа поврзано и отидовме таму, зборев и со него, ама потоа дојде мајка му и кажа дека во принцип уметниците се многу осетливи на околина и на се што се случува и мислам дека дел од таа креативна блокада може да влијае поради околина. И мене лично знае да ми влијае поради околина, например, време или не знам што ми се дешава во школа или може нешто од дома или не е битно, ама многу тоа, мислам, незината порака многу онака ми остави впечаток и многу тука си ја чувам, затоа што стварно е така, буквално. И не кажа дека сите уметници треба да се негуваат за да понатаму имаме некаков резултат или некаков продукт и во принцип тоа многу ми се свиеше незината порака и мислам дека објаснува голем дел зошто се соочуваме со такви некои креативни блокади и слично. Не, тоа е така и мислам дека не е тоа само со уметници или креативни, него општо така функционираме ние како луѓе, само што сите различно се справуваат. Некои со стрес, се не знам workaholic се исклучат од тоа, не знам. Ја те викам, ако сум под некој стрес што е лично некој мој приватен, тогаш сум блокирана, не можам да работам, не можам да функционирам додека не ми се среди тоа. Али ако ми е стресот поврзан со нешто, врска со 5 до 12, дали е нешто, не знам, некаква ситуација, некаква лоша соработка или било што се не ми текнува идеи, ама тогаш буквално ме мотивира за да направам нешто контра и да успеам нешто или ако некој ме потценува или нешто у тој случај. Али нормално е да ти влијаат ствари од околина, од живот, од све, мислам, живи суштества сме, не може да стаиш блокада таму и да си речеш сега ова нема да ме влија и тоа е тоа. Стигнавме до крајот, уште малку сме до крајот, што би си рекол последни 5 до 10 минути брзи прашања. Треба да се одговорат со прилично кратки одговори, ако сакаш нешто да образложиш, слободно можеш. Хаос или рутина? Хаос. Идеја во 3 саат бајле или 3 попладне? 3 са бајле. Значи си night owl. Да. Не сум morning person. Леле, јас сум morning person, буквално си станувам, кафенце. Good for you, блази си. Пензионерски живот, почнавме. Супер е тоа. Музика или тишина? Музика, иако имам периоди кога сум overstimulated од све и не можам да си ја погодам музиката на расположението и тогаш не слушам музика, пошто све ме нервира. Ја периодов слушам джез, премногу джез слушам и мислам дека така ми е секоја зима, зашто знаеш, значи во текот на годината се преслушувам буквално и се ми влијае сезона, место кај сум. А имаш джез пауза уствари. Да, имам джез пауза и сега не знам што ќе биде следното, значи буквално, еве го крајот од чинот. Повеќе креативност или повеќе пари? Креативност. Да. Иако таа креативност вајде ќе донесе пари понатака. Јас сум за повеќе креативност. Living broke but happy. Тоа е тоа. Инспирација од други или од себе? И за ова преска зборевме генерално од себе и од други. Значи и од двете. Да. Клиент што знае што сака или клиент што вели оставам на тебе? Оставам на тебе. I love that.
тоа е затоа што ако ти веруваат, ќе остават на тебе. Да. Тоа е еден убав комплимент и како Лојалност, печат да. на твојата работа, кога ќе ти каже како е да го направиш, Оставам ти на тебе. верувам, да. Реално тоа е најбаво, мислам дека има некои луѓе што повеќе преферираат нели нешто конкретно, нешто смислено, ама и мене ми е многу поубаво кога некој ќе ми каже оставам на тебе, нацртај ми што сакаш или Да. измисли ми што сакаш и баш енака го има твоето, дека никако кога некој друг ќе ми зададе Да. задача, имам некоја блокада, што би се рекло и Да, скроз. Пошто знаеш дека мораш да следиш некое правило или да исполниш некое очекување, мислам и вака треба да исполниш очекување, ама друго е пошто пак е оставено на твоја креативна слобода, да. Што би кажа, што кажа буквално како печат Да. твој си имаш. И последно прашање за денеска, што би избрала уште 24 часа во денот или помалку обврски? Може погодам? А може 30 сати? Exactly. Буквално тоа ќе го кажам, буквално тоа ќе го кажам. И уште толку обврски плюс, за да може да се Да, и после распоредат уште во... 36 сати и така натаму, да. Да, ова чисто си го размислувам дека, мислам, стварно ми фалат сати во денот и цело време го зборам ова на луѓе и сите, мислам сите. Има луѓе кои што нормално Стварно не прават фалат. 300.000 работи во Стварно денот фалат. и се као, шо доста ми за 24, не ќе поише шо правиш со... Не, Буквално се можам да направам за 24 буквално сата. светот ќе го освојам ако имам 30 сати во денот. Ја така буквално пред да си легнам, кога во текот на еден ден нема да направам нешто креативно, во 11 сипалка што сум окапана и ми се спија, нака сум со полуотворени очи, знаеш, ко на Том и Џери со чечкалици. Скроз, да. Вака и нака сум као окей, сега мора нешто Да креативно си да исполни направам квотата за и денот. не одам нигде, само цупкам во место и ќе отворам Pinterest и ќе се затворам буквално и ништо не сум направила и многу мразам што денот нема повеќе сати. Да. Ама да, не знам бе убаво е така кога било каков ден, некој крш ден имаш и нешто така убаво ќе искочи на крај ќе си смислиш, Да. ќе си направиш и барем онака си го заокружил денот со нешто Точно. симпатично. Завршуваме. Завршуваме. Дечки, тоа беше тоа за оваа епизода. Се надевам дека многу ви се свигаше. Мене лично многу ми се свигаше разговоров со Цефи. И јас прекрасно си поминав и супер водителка си, тоа ќе ти кажам. Немој вака со вакви комплименти. Така што фала ви на сите. Се гледаме во наредна епизода со друг гостин. Поздрав!